2, 3, 1, we are live. Се гледаме на интернет. Се гледаме на интернет. Се гледаме на интернет. Добар ден, добро утро, добро вечер. Кој кога не гледа, кога љуби да не гледа. Ова е четвртата епизода на реинкарнираната Comcast емисија, која што се префрли од радио на видео, цело време на интернет, во секој случај. Дарко, Митка. Подготвивме интересни теми денеска да продискутираме малку, знаете, нели, темите ни се технологија, медиуми, маркетинг, меѓутоа се поглед на диджитал. Да. Ние сме исклучи од диджитал, знаеме лево десно да прокоментираме нешто друго, но тука сме да ги коментираме тие работи. Технологија, Митко, нели, те квалификуваат тебе малце повеќе од мене како Apple fanboy, но мораме денеска на прво место да го ставиме Microsoft. Не, прво значи да не е Apple fanboy, е љубител на технологија. Да, значи пред некој ден беше беше кинотот на Microsoft. Имаше доста интересни ствари. Два нови телефона, нов лаптоп, Surface таблет и нешто што беше доста интересно, тоа беше virtual reality што го представија. Баш пред малце ги гледавме новите лаптопи. Значи интересно е она што Microsoft сега за прв пат, значи оригинал влегува во хардвер бизнисот со нивни бренд. Значи не е само преку други производители, па само нели со ОС-от. Првиот обид им е стварно одличен. Вака на изглед. На изглед е одличен. Спецификациите се баш онака прва лига, а и цената е веќе во класата на MacBook. Добро. Она што е добро што ајде нели извадиат десетката, па викаат дека комплетно ќе се оправат сега, ќе фатат добра насока. И ја мислам дека нема подобар начин да покажеш моќ на еден екосистем, една платформа, ако не го имаш комплетната контрола во смисол хардвер и софтвер. Немаат луѓето изминативе неколку години позитивно искуство со Microsoft и многу луѓе монака масовно се префрлија на Apple, барем од она што може да се последи по продажби и послично. Па дури и за лаптоп или компјутери, да, поскапи се тука нема дискусија, меѓутоа еднаш кога влегуваш во таа ценовна категорија на поскапи уреди, веќе никој не размислуваше за ништо друго освен за Apple. Сега се надеваме дека Microsoft ќе го промени тоа. Најискрено јас би сакал да го промени затоа што ми се чини дека Apple малце почна да, знаеш, за таа позиција да се размазуваат, да запушаваат и да се кога немаш некоја нормално и да се опуштиш. Изгледа на Microsoft лаптопот доста импресивно. Како ќе функционира, колку ќе биде оптимизиран, колку тие бројки ќе изгледаат добро, во реалност останува да видиме. Значи, ќе ги почекаме првите reviews. Во секој случај, јас имав некое кратко искуство со таков уред на кој што му се вади екран, значи кој што е во исто време и таблет и компјутер и се. Морам да бидам искрен, не сум нешто премногу воодушевен од аспект на тоа што пропорцијата на тежината е малце проблематична. Не држиш компјутер кога е таблет, овој не беше преголем, меѓутоа повторно 13-инчен да држиш ти екран во рака. Не е баш згодно за подугачко време. Сигурно дека ќе се најде употребна вредност на тоа, особено моментот со флип на екранот, со флексибилноста во тој поглед. Мислам дека тоа на многу луѓе, особено бизнис, со становци и слично, тоа ќе функционира доста добро. Дека за домашна употреба нешто претерано многу ќе ти функционира, окей, ако читаш нешто па да дигнеш толкав екран, ама мислам че мислам дека за тој нели кауч момент, мислам дека не е баш нели кога и Apple кога го представија тој огромниот таблет, посветен нели на не знам на дизајнери, на луѓе кои што нели цртаат и такви некои ствари, баш еден ниш кој што мислам дека е манака далеко од everyday use. Да, али во секој случај бројките се импресивни на уредите на Microsoft. Јас како успев да ги видам споредбите, не е нешто премногу да забегуваат, односно бегаат подалеку од она што сега го нуди Apple, а почетната цена им е поскапа од Apple. Сега тука би требало да биде психичкиот момент колку лесно или тешко ќе ги убедат корисниците да премиум производ земат од нив, да му дадат шанса и да го употребат и нормално да си кажат луѓето какво искуство ќе имаат понатаму, затоа што сега конечно ќе го има тој цел екосистем кој што нели Windows 10 толку многу
го ветува. Да, добро, пази, треба да се пробија, значи, онаа бариера, затоа што значеше дека, не знам, за Apple даваш огромна сума на пари, а додека за Windows, значи, ајде да кажеме, можеш тоа да го добиеш за многу поевтино. Сега, квалитетот, значи, целото искуство, тоа е секако индивидуално и мислам дека баш треба да се, ќе биде тешко, нели, да се помачат малце да Од сите позитивни муабети за Windows 10 што ги чув, баш кога ги читав овие ревјуата за нови уреди на Microsoft, нели се спомнуваат и телефоните тука. Да, Lumia нови. Нормално Nokia веројатно во позадината тие што го прават, нема тука дискусија. Не се они се за хардвер. Самите уреди. Тука нема дискусија. И еден момент ми беше многу интересен, многу јак процесор, многу RAM, имаше 3 гига RAM едниот модел, не знам како, и тоа е некако многу реално гледано. И читаш и викаш има Windows 10 и има опција да го закачиш на екран и да биде цел компјутер и апликациите, некој native што му се Office и слично, се трансформира во десктоп апликација. Да. И onda си кажеш, чекам на мобилен, ја имам апликација која што цело време ми може да биде и на десктоп. Да. И одма почнеш си кажеш, чекај малце се, ајде да видиме како ќе функционира тоа, па знаеш. Не, види, генерално е добра замисла. Значи, интересна е замислата, нели, практично да носиш компјутер во джеп, па само ти треба екран, не знам, ќе стигнеш на состанок, уштекуваш, да, не помина баш слабо. Баш заради тоа. А особено Microsoft дека ќе успее да направи толку брзо, толку добра платформа која што ќе се трансформира лесно. Некако... Али да, у секој случај добро е она што, значи прават челендж на статус кво. Да. Значи нешто ново, нешто иновативно што секако очекувам да ги повлече и другите. Да, има некои Microsoft настан планираат на овој месец. Сега го пушти, па кога ќе стане овако мејнстрим, тогаш Apple ќе го. Да. Добро, мислам, во секој случај се друго што беше на пазарот од аспект на премиум уред, лаптоп или слично, да, стварно заостануваше за Па добро, сега и флагшипот на Lumia е во иста ценовна категорија со iPhone 6. Добро, Lumia не беа полоши како телефони претходно, мислам, што се однесува до хардверот, да, тоа се фантастично. И оперативниот систем мене искрено на Windows оној Metro, како Metro дизајн беше, како се каже оперативниот? Windows Mobile. Да, Windows Phone. Windows Phone. Значи мене беше сосема окей како концепт. Пред некој година-две кога го користев на едно кратко време. Она што ме недостасуваше тогаш беше што премалку влијаеше на други оперативни системи. Значи флет дизајнот го тоа, значи се уште го има, да главните веќе ги има, али ја не може да сакав лично да го користам, не може да го користам затоа што не ми вршеше работа. Нема основа. Тоа е проблемот, значи едноставно девелоперите немаат инсентив, значи да создаваат апликации. Ајде сега ќе може во исто време создават и за десктоп и за мобил, да ме Windows 10 ќе биде тоа, да видиме колку тоа ќе биде добро. Да, ќе видиме како ќе испадне целата прича, али вредно да се спомне дека Microsoft се обидува комплетно, нели, reimagine да направи на целата нина. Добре, они имаат нов директор, virtual reality. Не го видов. Тоа беше доста интересно. Толку насител нешто, толку добро. Тука се, ќе го донесе први. Да. Па нормално првото демо беше за игри. Веројатно целата индустрија на virtual reality некако првиот use case го поставя на игри. Ако се приметил, најлесно е некако да се покаже. Може да се го поимаш најубаво. Да. Ќе биде у продажба некој девелопер пакет за околу $3,000. Смешка. Да, ништа, али во секој случај ќе далеко е нели од нешто што е consumer friendly, нешто што е спремно за пазар. Меѓутоа тука се значи во истата категорија нели со Oculus, со останатите кои што јако прават пуш на virtual reality. Очекувам дека тоа ќе биде една од поголемите иновации во Имаше веќе во регионов, има и во Македонија има девелопери кои што работат на кои што креира и клиенти и компании со нудат различни искуства. Беше на Weekend Media Festival во Ровен, имаше на штандот на Телеком еден херодски дечки, мислам дечки од Херодска кој што има направено некоја апликација која што беше као демо, таму можеше да ја користиш. Прилично беа позитивни реакции. Не, дефинитивно VR и AR, нели? Да, augmented е иднината, мислам, нема Microsoft, како се вика, управувачки тим,
И демек ете конечно нивниот кино, нивната презентација изгледала како што треба, луѓето враќаат полека некоја доверба кон нив, се враќаат, се раѓаат некои нови фанбојси и така натаму. Што здраве, млади. Не, и Иво ми е тука, Иво ми е фанбој исто така, Иво Гиевски. Минатата епизода, минатата недела спомнавме дека Твитер има нова постава, односно нов директор. И оваа недела веќе имаме некои новитети кои што ете одма влегува во приказка со Твитер. Само штета, нели, најновото што го пушти сега Twitter, нормално available only in US. Да, available only in US, Twitter Moments. Twitter Moments, меѓутоа може, значи, ако некој евентуално го сподели и може да се најде на вашиот таймлайн, може да се разгледа. Так. Па не знам, мене ми личи као на некој, као на Flipboard, знаеш, кога прегледуваш Twitter преку Flipboard, све спакувано во едно фино пакетче. Центар овде се стави поише на Vine, значи влечат многу видео од Vine, нели Vine е на Twitter. Не знам како ќе поминува, затоа што на почеток, барем сега не видов, меѓутоа и луѓето во Америка што го користат, значи не добиваат информација од тие луѓе што ги следат, него тоа е еден curated контент независно, BuzzFeed, Mashable. Да. Ја мислам дека ова е дел за наменет повеќе за огласувачи и за правење пари отколку за креирање содржина. Како Snapchat Story. Да, како приказка. Да. Мене повеќе ме потсеќа на Snapchat Story и она што го гледам, пошто пази ние уште кога гледавме 140 м пред некои добри 4-5 години, еден од моментите кога тогаш ги разговаравме као ајде како ќе правиме пари со тој сервис, значи кој е некој бизнес модел, беше дека имаме посебен дел на самиот сервис, каде што ќе имаш ти за настани брзани, и за тука ќе можеш да ги прикажеш спонзорите на содржина, дополнителна содржина и некако значи твитовите на одреден хаштаг. Твитер, нели, години подоцна, дека ние сме нешто ултра многу паметни, ама веројатно многу потешко на такво ниво да голема да размислиш, а и лута сиротите толку време. Добро, прерасна преголема. Да. Ја повеќе го гледам ова дека сега ќе почнат да го шиткаат на НФЛ, на Холивуд студија, на некои на председателска дебата, нели, избори во Америка и такви места, каде што всушност они ќе имаат комплетна контрола, а ќе имаш класична публика, во смисол публиката ќе бидат конзументи. Ти имаш содржина, чекам малце сега 15 минути, ја ќе прочитам кој што пишал, како пишал, и ќе погледнам видео на темава, сега ќе исконзумирам содржина на Твитер, пошто во основа они нудат цело време такво некој мултимедијално искуство, нели, промовираат премногу е раштаркано. Значи, еве ако пробаш ти сега, нели, као Twitter корисник да му објасниш на некој што е Twitter. Да. Знаеш, ќе се изгубиш од целиот процес. Тоа е онбординг, кој што а онбордингот сега на овој начин е многу поедноставен. Не знам колку на корисниците ќе биде лесно и брзо да пристапат во овој дел, мада он никога, како што го најави, е еден од основните 5 топчиња сега долу. Ќе биде ќе биде со посебен таб. Така да од прва ќе можат, нели, да влезат во целата приказка. Ајде да видиме, јас се обидував, правев апдети и све, ама е нормално, нели, како сите нови ствари, не го добиваме како ја чекам. Иако да бидам искрен, после кузне колку време отворив native апликацијата на Twitter, пошто не ја користам, не знам, некако хаотична и премногу ми е така крупна и се, за работа и за користење TweetDeck. Па добро, тој важи Tweetbot на iOS на телефон. Го користам затоа што ми е како да кажам, побрза, полесна за комуникација и по-strip down ми е, поедноставно, по-просто, као некој што беше... Него кога сме кај Snapchat Stories, нешто ново, нели, пуштија овакво Snapchat. Да. Тоа е, кај тинеџерите многу помина јако. Као и се што прават Snapchat. Кај се што прават, да. Значи, тоа е еден што купија, нели, еден стартап, кој што го скенира лицето и врзосно на тоа лепи, ајде да кажеме дека е augmented reality. Па добро пошто се движи, сам се адаптира. Не знам сега дали ќе можеме да го покажеме. И што го има Јане, нашиот официјален промо видео рекордер. Он има на својот акаунт, кај мене на телефон го правеше без нека така глупост. Она што е фактички интересно за ова што они планираат фактички тој момент да го продаваат.
Ај вака, значи апликацијата Snapchat дозволува да ти го мапира самата апликација лицето и на основа на тоа мапирање на одредени делови од лицето поставува некои објекти. Да. Типа, не знам, ти прави да бидеш болен или страшен или срцење и не знам што. И при тоа реагира на реакција. Например, ако се насмееш, тогаш се отвориш уста, тогаш се активира. Сега они го замислуваат во насока тоа да го продаваат, значи на брендови. Пример, не знам, еве да кажеме филмот Iron Man, па ќе ти се појави нели тој human interface дисплеј или не знам додека нешто некаков тип на аугментативна аватари, AR аватари. Аватари, да. Интересно е затоа што е тотално нетипичен начин за реклама. И доста ефтин, морам да признам. Да, ситно. И веќе распродаден по таа цена. Да, иначе објавија дека може само најголеми брендови да влезат у тест фазата и кошта $750,000 скромни за да влезеш во оваа приказка. Да. Ако имате, не е проблем. Да, меѓутоа, али ричот е фактички, значи неверојатно, затоа што пази сите почна да прават видео и да се сликаат со тие додатоци, аргументите и тоа добива некој вирален момент. Не знам, тоа ти пошто користиш Snapchat можеш да кажеш. Ја не знам дали си. Ако не те испингам на Snapchat, не ти тек не отварам нормално. Не, пази, мислам, погрешна е маца таа представа дека Snapchat е само за тинејџери или само за тој некој. Мене сторис ми се допадна, ама сторис, земјите, репортажите нели кои што ги прават за земјите. Исто така се многу интересни. Баш добиваш некој филинг као да си нейтив, као да си тамо. Знаеш, не едитирано, не без некои големи едит моменти, баш се осеќаш као локал и можеш доста да научиш. Јас го гледам на некој тип као Instagram. Баш тие country stories, нели преку Instagram баш можеш онака добро да разгледаш и мислам дека луѓето треба да се појавија бројки за Instagram бе. Да. Ете видиш, а него запишавме тоа дека ќе го кажам. Значи Instagram ја отвори платформата за огласување на својата мрежа за обични свртници попат ние во регионот овде. И нормално, не баш нормално, меѓутоа огласувањето оди преку Facebook, Power Editor, сега не е достапно се уште за сите, јас вчера мислам, завчера проверив, се уште не беше. Полека го пушта. Достапна е платформата за девелоперите и за некои што имаат API пристап, преку API пристапот, значи веќе се појави првата реклама во Македонија преку апликацијата Take-a-Net на ИММК, односно Social Embed Social. И нели класично како било која Facebook друга реклама, сега се нуди опција со слични таргетирања да се огласуваш и на Instagram. Со тоа што сега веќе конечно можеме да гледаме бројки колку што како има луѓе. Хрватите извадија, јасно и гласно агенцијата извади вчера еден инфографик по демографија, како и по географска распределба и по демографија како се застапени хрватите на Инстаграм. Да, нема и нас. Не има како бројка само. Како бројка, добро, бројка не има. Бројката е 130.000 или 120.000. Така нешто беше, да. Мислам дека беше 120. 120.000, да. 120.000, од кои што негде околу 20.000 се на возраст помеѓу 13 и 18. Тоа успеавме да го видиме, да го знаеме. Ама кај да ќе се појави таа платформа за сите, ќе се обидеме да ги извадиме тука позиции за да профилираме инста на публиката. Од една страна мене ми се свиѓа овој момент. Океј, супер, ќе може да се рекламира. Тоа значи дека брендовите малце похрабро ќе влезат, затоа што сега ќе имаат начин како да ја слушнат пораката. Има како да им ја слушнат рекламата оваквото пораката да се говори. Проблемот е токму тоа сега Стефан Топанско и коментира на Твитер, ќе го уништат Инстаграм со рекламите. Да. Значи, јас длабоко сум убеден, особено судејќи по првата реклама која што издајаше како класична реклама, што повеќе да кажеш у една слика, а не беше native објава на Facebook, својствена на Инстаграм. Тоа е јасен податок дека локално или како и да е, мали пазари нема да се искористи тоа за да се извади максимумот од самиот медиум, туку ќе почне да се влијае на уништо. Не сум убеден дека рекламите ќе го уништат интернет. Ќе го уништат Инстаграм, да.
Ајде видиме. Мислам дека исто како што рекламите не го ништо Нема Facebook ни Snapchat. Мислам мора да постане едноставно тоа е Нема во тука моментот дискусија. тоа е единствениот ревенју модел нели кој што овие сервиси го има. Меѓутоа, разликата сега ќе биде само во тој квалитет. Значи кои брендови, кои компании ќе сватат како треба да пренесат својата ново ќе порака биде на година Инстаграм. дена ќе имаш реакции таму, ме сакаш. Мислам, пази. Најголем дел луѓето нема да бидат свесни дека тоа е реклама. Мислам, окей, пишува спонзори сема, најголем дел луѓето на Facebook не се толку многу свесни дека баш тоа е реклама, ме сакаш. Значи некој добар дел не. Да. И сега целата приказка е што обично се трудиме секогаш и ние и по светот нели нормално луѓето да го се вклопат во тој јазик таму, да се вклопат во начин на комуникација и да исползуваат на тој начин максимум. Мислам дека мојата загриженост и загриженост еве на некои други луѓе доаѓа од тој аспект што искуството назад ни кажало дека и првата реклама видете, мислам мене не ми се верува дека тоа може така да излезе. Не е Инстаграм, ме сакат. Значи не е некоја фотка која што би требало да биде фина, спонтана, како и да е, барем малце да има некој момент. Да, пак останува тоа нели на огласувачите колку сакаат да се внесат нели и да инвестираат во квалитетна Инстаграм кампања. Али секако на почеток ќе има некој беклеш поради тоа. Значи ќе има нормално бунење на корисниците. Меѓутоа мислам дека тоа со време ќе се стабилизира и ќе стане нормално. Секако постои опцијата за ако премногу се појавува таа реклама во фидот, ако не ти се допаѓа нели да ја превиши, едноставно да ти ја тргне повеќе да не ја гледаш во Инстаграм фидот. Јасно. Али во секој случај нели ќе видиме како ќе се развива целата приказна. Едноставно, дојде моментот кога мора да ги монетизираат тие 400 милиона корисници. И се потврди моментот во кој што велевме ние дека Инстаграм корисници во Македонија имаат прилика нешто колку Твитер, можеби малку повеќе. За оваа бројка од 120.000, ако се сите тие активни корисници, значи тоа е друг муавет. Ќе треба да се види што значи активни. Баш за малку, според она што го знаам јас како податок за број на активни Твитер корисници, баш се потврди тоа. Има за нијанса повеќе Инстаграм од Твитер. Иако, да бидам искрен сега, брендови ако почнат да навалуваат таму, може да има два брана. Еден помал број на луѓе кои што ќе се повлечат малце, можеби за момент заради тоа што ќе имаат наплив на реклами, а тепаат многу време на Инстаграм. И втор момент очекувам дека ќе почнат да се организираат повеќе акции, кампањи таму и дека ќе се зголемува бројот на Во секој случај треба да видиме и нели алгоритмот како ќе колку често ќе се појават тие реклами. Да, Кевин, значи овој CEO-то на Инстаграм, барем до сега, сите негови потези укажуваат дека баш сака да го зачува комјунитито и дека инвестира, знае едноставно дека неговото ајде да кажеме богатство е јачината на комјунитито. И затоа мислам дека многу внимателно ќе Добро, ако се земе предвид како по светов се прават тие кампањи, тие маркетинг комуникација на Инстаграм, мора да се каже дека тоа прилично добро, затоа што има многу агенции кои што сега развија своји мрежи на влијателни Инстаграм, кои што имаат позиционирање на производи внатре, кои што имаат малце поинвентивни кампањи. Ја да бидам искрен, нигде не сум видел нешто класична реклама. Има некој кейс студи на случај со брендови или комплетни зборови имаат пат вебсајтови и слично. Тоа е друго, тоа не е баш класична реклама. И сам по себе интересно нели она. Ајде да видиме дали се тоа само ставите што стигат до нас, а всушност во позадина имаат 300 глупости и они или само ние ќе се ги мрчиме глупостите кај нас. Да, ќе видиме едноставно, значи, не знам, јас пратам еве неколку брендови на секако тоа се глобални типот GoPro, Nike, али интересно е да се види на пример они како од прва имаат сконтано нели целата прича, нивните реклами практично не личат на реклами. И баш се уклопуваат во целиот Instagram филинг. Само што имаат едно копче дозне повеќе. Па за Орео би дознал повеќе. Види, во секој случај и ти фали некогаш таква опција, нели, клик, линк, информација за нешто повеќе.
Меѓутоа ми се свиѓа што у тоа насока Инстаграм се држат да не го пуштат тоа така да се кликнеме линковите, да нема call to action директно. Мислам, пази, они може да го направат ова многу тамни на многу побрутален начин, нели? Меѓутоа пак ќе спомнам, мислам дека Кевин доста внимава на комјунитито и нема, токму поради тоа не очекувам да видиме таков. Да се надеваме дека Марк нема да има преголемо влијание над Кевин. Добро. Сега за сега ги остава прилично слободни, сите што ги купи. Па ова е, ствари сега користењето на Facebook платформата за закуп на реклами е првото директно спојување нека сериозно помеѓу овие две платформи. Знаеш, им остава слобода и што еве се покажува како добра формула. Имаме уште две теми. Едната е врзана за Facebook, односно за големава тројка, а другата е за една апликација која што не успеа да се појави на пазарот. People. Знаеш дека на моменти помислиш дека е PR станд. Кога ги гледав девојките, многу некако ми личеа. Пази, она поставила на прашање на Facebook, како можам да скинам да не ми коментира некој друг за мене. Знаеш, малце, а јас сум девелопер, таа цела приказна малце ми е чудна. Ама со која позадина? Ај малце вовед, значи People со 2 апликација која што никој пат не се појавила на пазар. Вчера, викендов, во неделата поточно, Џон Оливер имаше 5 минути прилог во својот Last Week на Џон Оливер, кој што стварно лом ги направи, сум креаторките на да, во суштина, значи причата е рейтирање на луѓе. Yelp for people. Yelp for people, да. Не знам, ја мислам дека ипак целата нешто беше пиар момент, затоа што истата девојка, ти викам на Facebook, прашуваше како може да спречам луѓето да коментираат за мене на Facebook. А правиш апликација за коментирање на луѓе. Може би сакала да ги натерат да незината апликација да коментираат таму. Не ви рекол. Ако го имаш гледано видеото со нив, не делуваат баш. Видов, го гледам, барем да ти е делно што го имаш. Добро, али во секој случај што мислиш за идејата? Како ти кажам, не мислам. Значи, мислам, еве, например, да имаш апликација која што ќе ти дозволи ја за тебе еве конкретно да ти дадам некој рейтинг. Не сме реални. Значи, прво, точно е дека на интернет многу полесно хейтаме, односно критикуваме, но кога не го знаеме човекот, кога не сме во директна комуникација или кога сме анонимни. Да. Кога сме еден на еден на Facebook, сите се срцучки, кисчиња и најубави се. Значи, без разлика ти колку грдо си испадал на сликата и колку си искрен, може би ти си најубава и на баба, и на тетка, и на сите. Така да, ја не верувам дека па сите на сите им се убави. Мислам, реално не треба да е многу нормално. Ама нормално дека тоа нема да го кажеш на ај се ти ставиш слика на Facebook и кажеш ама не си добро испадната овде. Не си добро испадната. Мислам, одма unfriend добиваш. Особено кај помлади. Така да, генерално концептот на оценување на луѓе ми е без врска, мислам. Али пази, пак е во таа иста насока денеска што его бустинг, знаеш, self expression. Добре како се вика оние препораките со тагирање на LinkedIn. Како се викаше тоа? Ајде, LinkedIn кога ставаш оценка, кога кажеш кој за што знае. За ова као како им се вика? Endorse. Да. Значи се имаат супер формат текст на времето endorsements и за да го раздвижат тоа, ај дали Митко знае ова, дали Митко знае она, знае, браво, Митко знае тоа. Мислам, не, ќе ако не го направат, они ќе го направат. Мислам, јас верувам дека ќе се појави како апликација. Може нема да видат они точно, али веќе кога искочи идејата, брзо дигнаа баз. Види, ја би правил рейтинг на селебритис, на глумци, на не знам такво нешто. За пример, ќе би направил таква апликација да али добро, али замисли во круг на тинејџери, се едно друштво, знаеш, многу за нив е многу поинтересно да се рейтираат меѓу себе. Ама анонимно. Не, нема да биде анонимно. Па тоа нема значи тоа се ранливи категории многу. Значи ако не му кликнат лайк на Facebook на едно 13 годишно девојче, оно криза паѓа, ме седиш. Тоа се слага. Сега кога му ставиш ти некоја ваква алатка во рака, уште поголем проблем е тој, не верувам дека ќе го користат тоа толку многу затоа што никој не праќа. Може да отиде во погрешна насока, дури на cyberbullying и такви ствари. Тоа е притисок, да. Меѓутоа сепак сметам дека ќе се, ако не во оваа форма ќе се појави нешто слично. И сега како ќе биде изведено, ќе видим.
Ајде. Да. Али многу брзо дигнаа бас, нели нормално. Види, кај е јо? Па има некои го користат. Зашто? За нотификации, например, ако твојот тим даде го, И што го пратиш. Добро. Или не знам дома ако не знам децата твои толку? Па за такви некои значи. Па тоа на Евроспорт на апликацијата гледам, на нивната му се ставам фаворит тимови и не знам што. Добро, али овде можеш да одбереш повеќе такви работи. Например за спорт. Добро, јасно. Значи задржа некој use case, имаат некој user base, некој далеко од Мислам, муаведот со базот и со све, Да, како приказка за еден ден. Супер, галама, не знам што. Нели, дел од приказката е добили инвестиција 100 милиони милиарди, не знам што. Не, околу 6 мислам дека би. Се зезам за бројката, ама тоа е дел од базот, не е дел од употребата. Не, оска. Океј, имаме уште една тема. Ја гледам више како social experiment. Добро, Да. во секој случај. Ќе видиме, да, ќе видиме како ќе. Твоја е последна тема. Што ја не ја сакам. Мислам, За- не ја сакам. Ја сакам, ама сакам да Да, да. избегавам. Баш го пингам Дарко пред некој време дали го виде новиот плеер на Facebook, На мобайл. на мобил, да, Facebook мобил, значи многу интересна работа направиле. Нели во таа цела борба сега што ја прават со YouTube и како да ги привлечат масата на луѓе од YouTube на Твит на Facebook, е моментот што кога нели ќе имаш некој видео во фидот, кога ќе кликнеш ти отвара едно ново искуство, како да го кажеме, нов user experience. Па да, ново искуство. Ново искуство е каде што екранот станува, да кажеме, прилично, значи црна позадина и видеото во фокус. Меѓутоа, она што е поинтересно е што од тој паблишер после натака, значи имаш континуирана Не е линија на секој што видео. дистил. Најчесто е дистил. Да, ама не секој, зависи. Зависно дали од Зависи колку има и што има, да. И значи целиот тој таймлайн тече автоматски. Значи кога ќе заврши едното видео, продолжува другото. Неколку пати мене ми се случи да баш да загледам со 5-6 видеа, например, не знам, ќе изедам едно од некој паблишер и после едноставно немаш да престанеш. Што кажува дека Facebook многу онака јако влезе на ова видео. Добро бе, Поздравче. види видеото со Јане за најава за овој подкаст, кој што очигледно не вроди премногу со плот, еве пикни беше 7 прегледи, 7 гледачи во исто време, али се држиме 6-7, да. Слушај, 10 кој над 10 кој ќе ќе Се наметнува прашањето дали да ги качуваме епизодите и на Facebook Native варијанта. Пошто така бројка дека биде поголема, Facebook лажират, нели тоа. да. Без звук, без ова, без зона, ете вака ќе се појави. Значи кога ќе отвориш еден подкаст да гледаш, мислам еден комкаст и ќе ти се отвараат доли другите. да. А? Да. Да Може да направиме пробаме. пејч еден посебен за вакото и да имаме 5 фана. Ме свеѓаш. Не, ај 10 кој ќе ме па тогаш ќе почне. Као уживо 10 лепа, прошлиот Да. пат имавме 14 уживо еден момент. Добре, 15. Значи кога ќе имаме Значи, јас се Митко видиме 15, денес имавме 7 еден момент најмногу. Значи, тие се повеќе различни што се Добро, тоа почуваат и ради време исклучуваат. Па врневе Врне дома изгледа. односно на работа. Добро на работа. Баш кај Јане што им кажа да се најадат убаво, а после да го гледат. Не, ајде може ќе пробаме, мене не го сакам да го хранам Facebook со видеа, реално гледано, иако муабет беше дека го качивме на Јане видеото најавеното на Facebook Native и имаше над 600 прегледи, ми се чини, Да. што во секој случај е сериозна бројка. Добро, рачунај ги тука искрлувања, значи они баш Па тоа, Да. мислам, тој муабет прилично брзо, прилично онака буна, со Да, многу малку да. интеракции, коментари и слично, а едно значи view на YouTube, друго значи view на Facebook. Па добро, затоа и ги имаш овој црниот екран со преглед на видеа кој што автоматски да се вчитува и следно, кој што ако сгрешиш малку скролнеш ти отвара ново видео и така натаму. Тука цело време Facebook број, кога ќе дојде ред да ви продава, ви вика, јас имам многу прегледи, ќе ја видите рекламата, но реално гледано си носи ефекти таа реклама. 14:34. Добре. Нашата листа на теми е исцрпена. За ова, не? Две од претходните три епизоди се веќе дигнати на komunikacije.net, оригиналниот блог и место каде што е започнат овој комкаст. Следните две ќе бидат качени во следниот ден, 2-3,
и со Митко се договоривме дека ќе се отвориме документ и ќе се неделата ќе се ги собираме линковите и темите за кои што сакаме да зборуваме, за да можеме постојано на крај да ги споделиме сите одеднаш во тој пост, за да не биде коминатиот пат дајте линк за ова, дајте линк за она. Се надевам дека си регистриравте на Revolut, си нарачавте картичка. Еве веќе имаме 2 коментари на YouTube видеото, што мене особено ме радува, пошто никогаш претходно на YouTube видео коментари не сум имал нешто понака редовно. Па боле да не добиеш. Ја не се коментари, наши луѓе се. YouTube коментарите мислам дека се оната Да, апсолутно. Значи, и она што сакам да спомнам, во меѓувреме нели од Comcast до Comcast, сите вие нели можете да ни испраќате прашања или теми на кои што би сакале апсолутно, да. Ставите хаштаг Comcast, пишувате кај сакате, пингајте на нас, можете, не морате, ставите Comcast и оследиме. Теми интересни или можеби ако сакате да се вклучите со муабет. Ние пошто вака двајца сме тука близко се уште, пошто Митко има проблем со азилантскиот статус. Се уште не чувствуваме потреба за гости, но ако сакате да споделите нешто, имате интересна приказка или добро, да прокоментирате. Така ни беше идејата, нели јас кога ќе заминам, ќе мораме да бидеме одедна, али во секој случај планираме да имаме и гости. Апсолутно. Тука сме отворени за се што треба. И нашата препорака за сите од вас за сите вас е 3-4. Се гледаме на интернет. Чао. Се на джингли.